Понеделник, 7 август, кратки вести во 12 часот. Со секое силно невреме и поголеми бранови во езерото, состојбата е се полоша. Некогаш беше вистинска препознатливост на Охрид. Малото островче денес е во исклучително лоша состојба. Таква слика затекна репортерите на Супер радио и по саботното невреме што го зафати Охрид. Островчето е запишано во аналите и колективната историја на градот Охрид. Токму затоа, како редакција, уште во 2020 година изработивме комплетен проект и предлог за негова санација. Супер радио и Охрид прес распишаа конкурс на кој се пријавија бројни млади архитекти со нивни предлози за тоа како треба да изгледа ова место. Истите ги отстапивме бесплатно на Охридската локална самоуправа, снимивме и документарен филм да го вратиме сјајот на Охридското островче за тоа какво било, какво е, но и какво сакаме да биде во иднина. Охрид и уште 13 други градови може да ги задоволат потребите за струја со централите од обновливи извори изградени последните 19 месеци, информираат од Регулаторната комисија за енергетика. Во периодот од јануари 2022 заклучно со јули оваа година, регулаторна има издадено лиценци на вкупно 605 централи со вкупна инсталирана моќност од 316,4 мегавати. Централите може да ги задоволат потребите за струја на близу 120.000 домаќинства. Течат подготовките за првото издание на големата промотивно-спортска манифестација Охрид Water Festival, која ќе се одржи во Охрид од 19 до 27 овој месец. Станува збор за проект кој ги врзува водените спортови, охридското природно богатство и развојот на охридската заедница. Предвидени се 35 активности распределени во 9 денови, а главен спортски настан ќе биде традиционалниот пливачки маратон од Светинаум до Охрид, кој е закажан за 26 август. Покрај спортско-рекреативните активности предвидени се многу социјални активности, музика, едукација, промоции, како и панел дискусија, изложби и презентација на здрава храна. Времето денес сончево и посвежо со мала до умерена облачност, дува повремено засилен западен ветер. Ова индексот е 8, максималната температура во Охрид до 27 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.